Денес ќе зборуваме за еден религиозен водач, фарисеј. Ако имате Библија, отворете ја во Јован во 3 глава. Човекот се вика Никодим. Меѓу фарисеите имаше еден човек по име Никодим, началник јудејски. Тој дојде кај Исус ноќно време и му рече: Рави, знаеме дека си ти учител дојден од Бога, зашто никој не може да ги прави овие чуда што ги правиш ти, ако Бог не е со него. Исус му одговори и рече: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, не може да го види Царството Божјо. Во текстот што го читаме денес, Исус повторно ползува нешто многу познато и едноставно за да објасни нешто длабоко. Прашањето кое не е изговорено, а за кое ќе зборуваме е следното: како може човек да е сигурен дека има вечен живот? Во 4 стих самиот Никодим се прашува како. Исус дава одговор, ама прво да спомнам некои одговори кои ги даваат луѓето. Некои велат: помоли се вака, направи го ова. Но тоа не е поентата на Исус. Неговата поента е следна: мора да се новородиш. Или како што е преведено, мора да се родиш од озгора. Многу едноставна аналогија. Кажи ми, која беше твојата улога во телесното раѓање? Никаква. Како придонесе да се родиш? Никако. И точно тоа е поентата на Христос. Да кажеш дека ти си бил инструмент во собственото раѓање е лудост. На исти начин, да сметаш дека можеш да бидеш некаков фактор во твоето ново раѓање е исто толку нелогично. Затоа Исус ја избира точно оваа аналогија. И нема начин ова да го разбереме поинаку отколку вака. Новораѓањето или раѓањето од озгора е нешто во кое немаш никаква улога. Поентата на Исус е дека новораѓањето е целосно Божјо дело. А тоа јасно кажува дека не можеш да го заработиш. Сета религија, сите церемонии, сите ритуали, сите таинства не придонесуваат да добиеш нов живот. Ова не е соработка јас и Бог, туку Бог и само Бог. Нема да влезеш во царството оти се мачиш да бидеш подобра личност, да станеш порелигиозен, поморален, подоблесен, поголем филантроп. И тоа е целата поента на Исус. Не заборавајте, тој го кажува ова пред човек кој ни е представен како еврејски началник, а во 10 стих е наречен учител во Израел. Кој е темелот на спасението според христијанското учење? Тоа е дека спасението е 100% Божјо дело. Никодим, како човек кој цел живот се обидувал да заработи спасение, веројатно живеел како легалист, бил самоправеден. А Исус го руши сето тоа и вели: се ти е залудно. Целиот твој морал, сите доблести, сите жртви, залудно е. И затоа да не се чудиме што Никодим е шокиран. Ајде да ја разгледаме случката и да ја разбереме, бидејќи ако велиме дека сакаме да им сведочиме на другите за Христос, тоа значи дека треба да го разбереме и пренесеме на другите тоа што Христос му го кажа на Никодим. Со други зборови, правилно да ја споделиме радосната вест, Евангелието. Ајде да се вратиме малку на Јован, 2 глава, 23 до 25 стих. И кога беше во Ерусалим на празникот Пасха, мнозина, гледајќи ги чудесните знаци негови, што ги правеше, поверуваа во неговото име. Но самиот Исус не им се доверуваше, бидејќи ги познаваше сите и немаше потреба никој да му сведочи за човекот, бидејќи самиот знаеше што има во човекот. Исус е Бог и затоа е сезнаен. Знаеше дека луѓето му веруваа, оти гледаа чуда и знаци што ги правеше. Но нивната вера не беше спасоносна вера. Беше површна. Не веруваа во него како во спасител или Бог, туку како во пророк или учител. И еден таков, можеби верник во наводници, е и еден човек по име Никодим, началник јудејски. Ајде да видиме што веруваше тој. Тој дојде кај Исус ноќно време и му рече: Рави, знаеме дека ти си учител дојден од Бога. Зошто мисли така? Зашто никој не може да ги прави овие чуда што ги правиш ти, ако Бог не е со него. Забележете дека тој не вели од Исус е Месијата, ниту пак дека е Бог Синот. Неговата вера е заснована на гледање. Има чуда, па Исус мора да е пророк, проповедник, учител. Доброто во ситуацијата е што Никодим барем смета дека Исус ги прави знаците и чудата, бидејќи Бог е со него, за разлика од другите фарисеи кои делата на Исус му ги припишаа на сатаната. Што значи тоа дека Никодим бил началник на евреите? Читаме дека бил дел од Синедрионот.
Тоа беше група од 70 луѓе во Јерусалим со кои председавал првосвештеникот. Нивната улога била да се врховен суд во Израел. Историјата кажува дека сите тие биле богати луѓе, учени, елитата. Сите доаѓале од славни семејства или пак биле поранешни првосвештеници. И Никодим е еден од нив. Тој е речиси на врвот до кој можел да се искачи религиозен водач во Израел. И такви луѓе ретко се занимаваат со некакви улични учители. Но Никодим е заинтересиран за Исус. И затоа, оваа случка е уште поинтересна. И не е чудно затоа што тој доаѓа кај Исус ноќе. Не сака денски, бидејќи може да си го ризикува статусот. Тој вели: Рави, знаеме дека ти си учител. Љубопитен е, заинтересиран е кој е Исус и пристапува кон него со почит. Но забележете и нешто друго интересно. Тој признава дека и тој и тие околу него се сведоци на чудотворни дела од страна на Исус. И веројатно тоа го прави уште повозбуден, уште позаинтригиран. Сепак, ако копнете малку подлабоко, изгледа дека срцето му е полно со страв. Што го влече кон Исус? Може би увереноста дека иако однадвор има се, срцето му е празно и не е сигурен за својата иднина и за својот однос со Бог. Исус му одговори и рече: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, не може да го види Царството Божие. Ама Никодим не постави прашање. Мислеше да го постави, а ние знаеме и видовме пред малку дека Исус знае што има во мојата и твојата глава, во моето и твоето срце. И уште пред да го постави прашањето, Исус му го одговори. Никодим сака да е во Божјото царство, да е прифатен од Бог, да има надеж за вечен живот, да му се прости гревот. Тоа беше во неговото срце. Тоа е истото прашање што го постави оној богатиот младич во Матеј 19. Што да направам за да имам вечен живот? Може би Никодим не прашува гласно, но тоа е прашањето што го има во срцето. Исус го почна одговорот со вистина, вистина. Или на јазикот на кој тогаш Исус зборува амин, амин. Ова ќе ти е ново, му вели тој на Никодим, ама е вистина. Евреите верувале дека секој евреин ќе биде во Божјото царство, освен ако не е виновен за отпадништво од верата или богохулство. Исус судира по таа традиција и вели: ако некој не се роди од озгора, не може да го види Царството Божие. Со други зборови, твојата религија нема никаков ефект врз твојата иднина. Можеш да си на врвот на твојата религија, ама пред Бог сепак си нула. Единствен лек ти е да се родиш од озгора. Тоа што го вели Исус е дека самата религија е безкорисна. Дали си религиозен, дали си атеист, дали обожуваш идол од дрво или камен, ништо од тоа не ти дава влез во Божјото царство. Твоите дела се мртви. Немаш духовен живот. Немаш однос со Бог. За да добиеш однос, мора да се родиш од озгора. Во тебе треба да се случи нешто што може да го направи само и исклучиво Бог од небото. Ова беше шок за Никодим. Тој разбира дека Исус дава физичка илустрација за да објасни духовна вистина. Па затоа прашува: како може човек да се роди кога е стар? Зар може повтор пат да влезе во утробата на мајка си и да се роди? Немојте да мислите дека не разбира. Тој сака да каже: ама ајде те молам, ова е смешно. Никој не може да направи такво нешто. Никој не може да се роди повтор пат. Или, ако кажеме по нашки денеска, да има нов почеток. Како Исус, и тој користи фигуративен јазик кој рабините често го користеле во поучувањето. Исус всушност му вели: сакаш да влезеш во царството? Тоа е невозможно. Ништо што си направил или ќе направиш нема да те внесе внатре. Како што не можеш да се вратиш во утробата на мајка ти, не можеш и да влезеш сам во Божјото царство. Мора да ти се случи нешто предизвикано од горе. Па продолжува Исус и вели: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божие. Тука Исус не зборува за крштевање, бидејќи крштевањето, како што го знаеме во христијанството, уште не е воспоставено и би му било непознато на Никодим. Ама Исус знаеше дека Никодим многу добро разбира што сака да каже тој. Во Езекил 36 глава 25 до 27 стих Бог ветува спасение на Израел и на сите кои веруваат. Ке ве поросам со чиста вода и вие ќе се изчистите од сите ваши осквернувања и од сите ваши идоли ќе ве очистам. Ке ви дадам ново срце и нов дух ќе ви дадам. Ке го земам од вас вашето камено срце и ќе ви дадам срце од месо. Ке го внесам во вас мојот дух и ќе направам да одите по заповедите мои, да ги пазите и да ги исполнувате наредбите
мои. Забележете дека Бог вели јас го правам тоа и потоа вика ќе ве измијам, ќе ве исчистам, ќе ве поросам, па ќе го дадам мојот дух во вас. Еве ги водата и духот во Стариот Завет што Никодим ги знаеше многу добро. И сега Исус продолжува со логиката на аргументот, зашто роденото од тело е тело, а роденото од дух е дух. И ова е логично и Никодим би требало да го знае. Само треба да се сети на Битие 6 глава од 3 до 5 стих, кај што вели: и рече Господ, духот мој нема вечно да ги одржува во живот луѓето, зашто тие се тело. И понатаму вели: Господ вида дека лошотиите меѓу луѓето на земјата се умножува и дека сите мисли и помисли во срцата нивни беа зли во секое време. Никодим требаше да го знае тоа, да знае дека спасението е однатре, не е однатвор. Требаше да се сети на зборовите на Еремија 17:9, например: измамливо е човечкото срце повеќе од се и е наполно расипано. Кој ќе го разбере? Или исто во Еремија 13:23, може ли етиопјанец да ја смени кожата своја или леопардот дамките своји? Па така и вие можете ли да правите добро кога сте свикнати да вршите зло? Стариот Завет поучува дека човекот е во суштина лош. И затоа човекот во телото не може да произведе ништо што ќе му донесе слава или чест на Бог. Затоа Никодим, вели Исус, и доаѓаме сега до 7 стих, не чуди се што ти реков, вие треба да се родите од озгора. Не се чуди, ти си учител. Ова треба да ти е јасно. Се ти е напишано во црно и бело. Но пред тоа, Исус дава некои поуки во врска со Светиот Дух. Исус пак користи пример од секојдневието. Стих 8 вели вака: ветрот дува каде што сака и гласот негов го слушаш, но не знаеш од каде иде и на каде оди. Така е со секој човек роден од Духот. Со други зборови, ти не го контролираш ветерот. Тој доаѓа од озгора, невидлив е, не можеш да му се спротиставиш, не можеш да го предвидиш. Ете така работи Светиот Дух. И исто како што Бог го контролира ветерот, Бог го контролира и новото раѓање. Исус не дава вакви упатства. Никодим моли се вака или онака и резултатот ќе биде новораѓање. Исус вели новораѓањето е дело на Светиот Дух. Тоа е Божјо дело и Бог го прави во негово време и на негов начин. Да не мислиме дека новораѓањето се случува само кога некој ќе се расплаче, кога ќе скока од радост или кога молчи или кога ќе дигне рака, кога ќе излезе напред во црквата. И тогаш ако не направи нешто што мислиме дека треба да се случи при новораѓањето, сметаме дека тоа не е вистинско новораѓање. Има едно таинство во тоа како Бог го новораѓа човекот. Во стих 9 читаме: Никодим му одговори тоа на Исус и рече: како може да биде тоа? Затоа Исус го укорува во следниот стих: ти си учител во Израел, па тоа ли не го знаеш? Зарем Никодим не знаеше дека човекот откако сгреши во рајот во суштина е лош? Зарем на Никодим не му беше јасно дека телесниот човек не се уништува со надворешна религиозност? На крајот на краиштата тој знаеше какви беа некои членови на Синедрионот, на кои не им беше гајле дури и да сплеткарат за да убијат невин човек. Зарем не беше свесен дека спасението не е надворешна активност во која не е вклучено срцето? Ништо од ова не требаше да му е туѓе на Никодим. Ништо од тоа реално не треба да му е непознато и на секој човек со кој се среќаваме денес. Секој човек денес е свесен за паднатост, за гревот, за празнината. Ама интересно се прават дека не разбираат кога зборуваме за тоа. И затоа Исус неколку пати повторува: вистина, вистина ти велам. Како да сака да му каже на Никодим дека некои работи мора да му се јасни. Што мислите, кој беше проблемот на Никодим? Видете го во 11 стих. Вистина, вистина ти велам. Ние зборуваме за она што знаеме и сведочиме за она што сме виделе. А вие нашето сведоштво не го примате. Кога за земни работи ви зборувам и не верувате, како ќе поверувате кога би ви говорил за небесните? Дозволете ми да ја кажам оваа изјава на Исус малку поинаку. Твојот проблем, Никодим, е дека ти не си вистински верник. Не ги разбираш работите за кои сакаш да зборуваш. Јас се обидувам да ти дадам земни примери, а ти не можеш преку нив да ги разбереш небесните реалности. Целиот проблем е во тоа што не му веруваш на моето сведоштво. Од каде пак ние знаеме дека Никодим не е верник? Затоа што во 12 стих вели не веруваш. Тоа е главниот проблем. Во стих 13 Исус продолжува: никој не се искачил на небото освен Синот човечки,
кој слезе од небото и кој е на небото. И како што Мојсей ја подигна змијата во пустината, така треба да се издигне и Синот човечки. Тука Исус зборува за својата смрт на крстот, да секој што верува во Него, да не загине, но да има живот вечен. Што треба да направи грешникот за да живее вечно? Да поверува. Оваа е најлошата вест што можете да му ја соопштите на некој кој е легалист. Тоа е како да му кажете: слушај, ти си го потроши животот. Целата твоја праведност е како валкан облик. Си изнамачи, ама нема да бидеш на небото. Уште полошо за нив, тие не само што не се во царството, туку Бог го нуди тоа царство на оние кои со ништо не го заслужили. Самиот Исус вели: не дојдов да ги повикам праведните на покаяние, туку грешните. Царството е за секој кој што поверува. Зошто? Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Овој е најпознатиот стих во цела Библија. Не гледај на Мојсей, не гледај на Авраам, не гледај на црквата, не гледај на законот. Гледај само исклучиво на Исус. И понатаму вели зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Кој верува во него, нема да биде суден. А кој не верува, тој е веќе осуден, зашто не поверувал во името на единородниот Син Божи. Целата глава до крајот постојано нагласува вера, вера, вера. 12 стих, 15 стих, 16 стих, 17 стих, 18 стих. Спасението не се заработува, се добива по вера. Дали сте се прашали како завршува оваа случка? Во Библијата нема напишано дека Никодим кажал нешто после ова. Можеме ли да дознаеме што се случи потоа? Можеме до некаде. Ајде да одиме во 7 глава, од истото Евангелие, од Јован. Во 40 стих читаме за расправија која се случува помеѓу народот во врска со Исус. А мнозина од народот, кога ги чуја овие зборови, рекоа: навистина, ова е пророк. Други велеа: ова е Христос. А некои рекоа: зар од Галилеја ќе дојде Христос? Понатаму во 48 стих читаме: поверувал ли некој од властите и фарисеите во него? Ова е реторичко прашање кое за одговор има не поверувале. Сега, ако фарисеите, кои се најрелигиозните луѓе, не веруваат во Исус, зошто би верувал просечниот човек? Исто така, ако никој од фарисеите не поверувал, тоа го вклучува и Никодим, нели? Читаме понатаму од стих 50, Никодим пак, кој беше отишол кај него ноќе, а беше еден од нив, им рече: осудува ли нашиот закон човек додека најнапред него се слушаат и не дознаат што прави? А тие му одговорија и рекоа: да не си и ти од Галилеја. Испитај и ќе видиш дека пророк од Галилеја не се јавува. Ова се случува отприлика 1 година пред Исус да биде распнат. Значи поминале околу 2 години откако Никодим бил кај Исус. А Никодим уште не е роден од озгора. Сепак се заложува за Исус и го брани од фарисеите кои сега отворено се залагаат да го убијат. Не е верник, ама не е ниту целосно со фарисеите. И сакам тука да ве потсетам на вашиот пат до верата. Зарем немаше еден период кога бевте ни тука ни таму? Ве влече Господ, но и светот. И се двумите кој пат да го фатите. Фарисеите му се подсмеваа на Никодим: да не си ти од Галилеја, со други зборови, да не си ти од оние неписмените таму. И затоа му велат: испитај, ќе видиш дека пророк од Галилеја не се јавува. Подсмев, сарказам, насочени против богат, моќен и учен член на Синедрионот. А тој сепак го брани Исус. Што се случува на крајот? Одете во 19 глава од Јован и прочитате од 38 стих натаму. Ова е опис на погребот на Исус по распнувањето. Потоа Јосиф од Ариматеја, таен Исусов ученик, поради страф од јудејците, го замоли Пилат да го симне телото и Пилат му дозволи. Тој дојде и го симна телото Исусово. А дојде и Никодим, кој порано беше отишол ноќе кај Исус и донесе околу 100 литри смеса од смирна и јалој. Јосиф од Ариматеја беше новороден верник, роден од озгора, иако до тој момент се крие. Ама сега тука го гледаме и Никодим, кој носи 35 кг скапоцени смеси како за погреб на достоинственик. И тој е сега ново создание. Храбар човек. Тој и Јосиф веќе не се плашат од Пилат, не се плашат од евреите. Некаде
Во периодот помеѓу Јован 7 глава и Јован 19 глава, Никодим се новороди. Овие се сите библиски факти што ги имаме за Никодим. Традицијата вели дека Никодим го бранил Исус пред Пилат за време на неговото судење и дека подоцна бил крстен од Петар и Јован. Традицијата исто така вели дека неговото исповедање на Исус како спасител го чинела неговата позиција како фарисеј. Бил исклучен од јудаизмот и бил прогонат од Ерусалим од страна на евреите. Неколку векови подоцна Фотеј, еден историчар, спомнува стар документ во кој било запишано дека Никодим умрел со маченичка смрт. Бесна толпа евреи го претепале до смрт. Така вели традицијата. Како навистина било, ќе го прашаме еден ден Никодим, кој ќе го видиме на небото. Бог го спасува грешникот. Бог прави чудо. Го направил тоа за мене, може да го направи и за тебе. Ние не придонесуваме со ништо за нашето спасение. Се што можеме да направиме е да повикаме: Боже, дај ми вера, дај ми живот. Или: Боже, биди ми милостив мене грешниот. Тоа е молитва која Бог со радост ја одговара секој пат.